Камионџиите во градот Градишка во Република Српска ги блокираа граничните премини и царинските терминали во знак на протест против новите правилници за добивање меѓународни транспортни дозволи. Од почетокот на годинава таквите лиценци ги издава централната влада во Сараево. Политичките спорови меѓу двата босански ентитети Република Српска и Бошњачко-Хрватската федерација го блокираат напредокот во интеграциите на земјата во Европската унија и во НАТО. Околу 50 пакистански пратеници демонстрираа против објавувањето карикатура на пророкот Мухамед на насловната страница на новиот број на францускиот сатиричен магазин Шарли Ебдо. Протестот се одржа пред зградата на парламентот во Исламабад, откако претходно долниот дом на пакистанскиот парламент го осуди објавувањето на карикатурата. Во едногласно усвоената резолуција парламентот ја повикува меѓународната заедница, вклучувајќи ја и Европската унија, да обезбеди такви работи да не се повторуваат. Шестемина членови на едно ерменско семејство кои беа убиени од дезертиран руски војник денеска беа погребани во градот Ѓумри. Меѓу убиените има и едно 2-годишно девојче. На погребот присуствуваа стотици луѓе, меѓу кои и познати политичари. За убиствата е уапсен и осомничен 19-годишниот војник Валерий Пермјаков, кој беше стациониран во руската воена база во Ѓумри. Многумина ерменци бараат руските власти да им го предадат осомничениот на локалните власти за гонење.